Повеќе од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Американската државна секретарка Хилари Клинтон во рамки на азиската турнеја од Банкок порача дека Вашингтон е подготвен да ги зајакне одбранбените капацитети на сојузниците во Персискиот залив, доколку Иран не се откаже од својата нуклеарна програма. Во гостување на тайландската телевизија, Клинтон рече дека САД се уште ја држат отворена вратата за договорно решение со Иран, но истовремено предупреди на осакатувачки акции доколку официјален Техеран дојде до нуклеарно оружје. САД и западните сојузници барат Иран да седне на маса и да разговара за својата нуклеарна програма. Иран пак негира дека развива нуклеарно оружје и тврди дека програмата е за миролюбиви цели. Клинтон на азиската турнеја коментираше за програмата за нуклеарно оружје на Северна Кореја, дека единствено решение е земјата неповратно да се откаже од неа. Министрите за надворешни работи на Русија, Кина, Јапонија и Јужна Кореја се согласни со ставот на Вашингтон, изјави Клинтон откако министрите се сретна на тајландскиот остров Пукет. Државите и понудија на Северна Кореја пакет помоши и подобрување на дипломатските односи, во замена за соработка од официјален Пјонкјанг во разговорите за нуклеарно разоружување. Но Северна Кореја се повлече од разговорите и неодамна тестираше балистички проектили и нуклеарно оружје, прекршувајќи ги санкциите на Обединетите нации. Клинтон за тајландската телевизија изјави дека САД се загрижени дека Северна Кореја би можела да ја пренесе нуклеарната технологија во Бурма. Ирачкиот премиер Нури Ал-Малики се среќава со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во Њујорк за резолуцијата на Советот за безбедност која бара од Ирак да плати оштета на Кувајт за војната во заливот во 91-ва. Малики потоа има средба во Вашингтон со американскиот претседател Барак Обама, кој се очекува да изврши притисок врз Ал-Малики за задвижување на процесот на национално помирување во земјата. Американскиот подпредседател Џо Бајден е во посета на главниот грузиски град Тбилиси, последна етапа од мисијата чија цел е да ги увери Украина и Грузија во натамошна американска поддршка за нивните демократски аспирации. Бајден претходно во Украина ја реафирмираше американската поддршка за украинските напори за влез во НАТО и ги потикна украинските водачи да најдат компромис за прашањата која поделија власта во државата. Во Грузија Бајден ќе има дводневни разговори со председателот Михаил Саакашвили и ќе се сретне со опозициони лидери кои 3 месеци, речиси секој ден, одржуваат демонстрации против Саакашвили. Американскиот председател во упорна офанзива за иницијативата за реформа на здравствената заштита, овој пат со пресконференција во ударен вечерен ТВ термин во средата. Обама бара Конгресот да усвои закон за реформа на здравствената заштита пред распустот во август. Представници во обата дома под контрола на демократите се уште без согласност каква точно реформа е потребна и кој ќе плати за неа. Обама и многумина демократи предлагаат можност за здравствено осигурување под владина управа, како конкуренција на приватното, како и задолжителна обврска за работодавачите да пружат заштита за работниците. Републиканците се против данокот на американците со високи примања како начин да се најдат пари за реформи и тврдат дека владата сака да преземе контрола врз здравствената заштита. Од сега непознатите во Холивуд ќе може да се видат на исто место секој ден. Познатиот музеј на восочни фигури Мадам Тисо на 1 август ќе отвори огранок во Холивуд. Проект што чинеше $55 милиони. Во галеријата на бесмртните на едно место ќе може да се видат различни звезди од условно кажано различни соцзвездија. Елизабет Тейлор, Бред Пит, Анджелина Џоли, Џастин Тимберлейк, па дури и Бритни Спиерс. Во продолжение на News Flash, во време кога Соединетите Американски држави ја одбележува 40 годишнината од освојувањето на месечината, НАСА планира повторно враќање на месечината и нејзино користење, како база за човечкото освојување на Марс. Меѓутоа, дали има доволно финансиски средства за тоа? НАСА веќе го тестира погонот на новите ракети Арис, што планира да ги употреби во програмата Соцзвездие за враќање, но и во споставување на човечки бази на месечината во рок од 10 години.
Материјалот, донесен од месечината пред 40 години, покажува дека можеби ќе може да се извлече кислород од карпите, вели Џон Коноли од Американската вселенска агенција. Ако може да го добиете целиот потребен кислород на месечината и не мора да го носите од земјата, би заштедиле околу 80% од тежината на товарот што ќе го понесете. Без разлика колку амбициозен планот, помалку го разочара Баз Олдрин, човекот кој втор стапна на месечината во мисијата Аполо 11 во 1969. Тој не гледа зошто би се трошеле 10 години човекот да појде каде веќе бил. Нешто посекако не е во ред. Може би ја применуваме оваа прекрасна визија на не така мудар начин. Други ја критикуваат НАСА што планира идната година да ја напушти Space Shuttle програмата за да се фокусира на новата. Економистите пак прашуваат како НАСА ќе успее во намерата кога американскиот буџетски дефицит е на рекордно ниво. Аналитичарот за технологија Крис Бронко од Универзитетот Райс и компјутерскиот експерт Трој Гатис од софтверската компанија Open Teams од Хјустон неодамна во новински напис предложија НАСА да се преобрази во нешто налик на приватна компанија. Мандатот не е еднаков на дадените средства, кога станува збор за враќање со човечки екипаж на месечината и за освојување на Марс. Со оглед на реалниот владин буџет, ако НАСА сака да ја оствари инспиративната задача, ќе требаат иновации, вселенското патување да стане поевтино, полесно, побрзо и на редовна основа. Во НАСА велат дека се свесни за буџетските ограничувања, но и дека агенцијата работи според мандатот од председателот и Конгресот, потпирајќи се на технички експерти ширум светот. Агенцијата планира да изврши тестирање на лансираното летало Орион до 2015-та, а да испрати човечки екипаж на месечината до 2020-та. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледам утре.